народот биде и што е криминалот и корупцијата во Македонија. Пред неколку дена Социјалдемократскиот сојуз објави дека во наредниот период ќе се посвети на разоткривање на митот и наводната честност, работливост и скромност на ВМРО-ДПМН и на нејзините функционери. Денес уште еднаш ќе покажеме дека тврдењето на ВМРО-ДПМН дека е честна партија, блиска до народот, не е ништо друго туку мит кој пропагандатна машинерија на партијата на власт го гради. Почитувани пријатели, така на овој начин ВМРО-ДПМН ја стекна довербата кај мнозинството граѓани, кај народот и кредибилитетот кај гласачите, со работа, со труд, со честен приод и со дела. Еве што говорат факти. Владимир Пешевски, вице-премиер за економија, поседува имот од 1.135.000 евра. Веле Самак, министер без ресор, има имот во вредност од 1.025.000 евра. Сашо Мијалков, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, пријавил имот во вредност од 1.150.000 евра. Народот биде што е криминалот и корупцијата во Македонија. Затоа што секој кој влегува во овој наш систем во ВМРО, тој мора да работи како што работи целата машинерија на ВМРО-ДПМН и коалицијата. И нема отстапување од таквиот начин на работа, чија максима е, ако е можно да се направи нешто повеќе. Виктор Мизо, директорот на Агенцијата за странски инвестиции, поседува имот во вредност од 1.660.000 евра. Мојот колега Петар Латиновски, градоначалник на општина Бутел, поседува имот вреден 2.660.000 евра. Радко Димитровски, градоначалник на општина Кочани, пријавил имот во вредност од 3.535.000 евра. Мојот колега Арсенчо Алексовски, градоначалник на Крива Паланка, пријавил имот веројатно поголем од сите граѓани на општина Крива Паланка, 5.430.000 евра. Едно јасно, кај нас во ВМРО, принципот е, ако е можно да се направи нешто повеќе, еднаш кога ќе се дојде на функција, независно која е таа функција. Листата на нафатирани ВМРО-ски функционери е далеку од исцрпена со овие неколку примери и безобразлукот не завршува тука. И покрај официјално пријавениот имот од повеќе од половина милион евра, министерот Миле Јанакиевски, министер за транспорт и врски, живее во зграда со социјални станови изградени и наменети за млади брачни парови. Имајќи во предвид фактот дека Јанакиевски во истиот стан живеел и пред да стапи во брак, има обврска да ја објасни на македонската јавност по кој основ го добил овој стан. Народот биде. Или по кој основ станот во истата зграда го добила неговата колешка Гордана Јанкуловска, која, да подсетиме, се уште не е во брачен статус. Деталниот увид на анкетните листови на функционерите на ВМРО-ДПМН на површина извади уште еден симптоматичен елемент. Имотот кој на високите државни функционери од оваа партија го поседуваат во странство. Таму работите стојат вака. Зоран Ставрески, стан во Чеви Чейз, предпоставуваме во близина на Вашингтон. Антонио Милошевски, стан во Ахен, Германија. Иван Ивановски, стан во Блеклик, Соединените Американски држави. Сашо Мијалков, стан во Европската Унија, веројатно мисли на Чешка. Почитувани пријатели, така на овој начин ВМРО-ДПМН ја стекна довербата кај мнозинството граѓани, кај народот и кредибилитетот кај гласачите. Народот биде и што е криминалот и корупцијата во Македонија. Љупчо Тодоровски, радникот, стан во Црна Гора. Виктор Мизо, стан во Њујорк. Зоран Јоленски, амбасадор, наш амбасадор во Соединените Американски држави, поседува куќа на Флорида. Игор Илиевски, амбасадор во Чешка, поседува стан во Полска. Христијан Делев, инаку Машата на Билески на ВМРО-ДПМН, во случај следно куќа во Миланас. Господа, милионерот власт. Ова ли значи дека сте блиски до народот?
или само дома покажувате лажна скромност? Што ќе ви е резати од ковид? Ако навистина толку многу ја сакате нашата и ваша мила Македонија, свестете се, умењето честност, транспарентност и отчетност веќе граѓаните на Република Македонија не помага. ВМРО ДПМН нема право никого да обвинува за богатење на сметка на граѓаните, за транзиционите олигарси, криминалот и корупцијата. Ме прашуваме, како сега вие ќе го гледате на народот? Народот биде, што е народ и корупцијата? Едно јасно. Кај нас во ВМРО принципот е еднаш кога ќе се дојде на функција, независно која е. Затоа што секој кој влегува во овој наш систем, во ВМРО, тој мора да работи како што работи целата машинерија на ВМРО, ДПМН и полицијата. Sedeo sam tako, sam za našim stolom. Sve što i on vredi. Јас ви гарантирам дека не постои по-горд паланчанец со Стече Екимовски. Не го дава мојот подржиков ни за Париз, ни за Лондон, ни за Вашингтон, ни за ниедно место во светот. Овој град и ова место за мене се свети и ги сакам најмногу од себе. И затоа секогаш кога доаѓам во Крива Паланка, доаѓам со посебна возбуда и тоа е мој празник на мојата душа. Зашто ги почитувам овие луѓе и затоа што секогаш ми е убаво со нив да разговарам. Без разлика дали се работи за доктори, инженери, дали се работи за луѓе кои што се стечајци, работници, дали луѓе во планина што чуваат овци, говеди и така натаму. Тоа се моите пријатели, моите земјаци, од тука се моите корени. Почитувани палачани, јас ги го почнам моето обраќање со она што го кажа мојот почитуван пријател и генерал учесник во многу битки овде во Република Македонија, Стојанчо Ангелов, кој што рече дека Никола Груевски е плачко. Не е плачко, туку е плачко на плачковците. Ке ви кажем зошто. Аце Петревски во Охрид 8 години работи со блокиран буџет. Дали овој Никола Груевски некога се праша бре како живее тој град? Како им дава плата на тие во образование? Како купува нафта за градинките? Како ја плаќа таа администрација? Око не му чуе. Значи бува него пецка. Воопшто не го интересира како тој град живее. Битно е дека тоа е градоначалник од опозицијата и ако сака цел град нека потоне во Охридското езеро. Аце ни Ов ни Леле се бори како Тарзан цели 8 години против овој ненароден режим. И уште повеќе притискаат врз него. Ние овој пат сакавме, 5 години му дадовме да си го крои буџетот така како што сака и да троши така како што си сака, тој, неговата мајка и неговите братучеди, кумови и кумашини да се ги кројат народните пари. А да знаете, 2006 буџетот беше 1.720, сега е 2 милиарди 800 милиони евра, цела милиарда плюс троши. Помножете по 7 години по милиарди да видите колку пари ви потроши повеќе од Социјалдемократскиот сојуз и да го прашате што ви направи со тие пари. И тогаш кога баравме да се разговара демократски, да се утврди точка по точка што е тоа што и треба на Република Македонија во овие тешки денови за македонското стопанство. Во овие моменти кога секој бербер, секој чевлар, секој стопанственик, секој кафанџија стенка под неговите казни и под тешкотијата на немаштијата, како секој денар што се влева во државната каса треба рационално да се потроши. Да се прашаме, дали ни треба 13 милиона евра за реклами? Па малку ли го гледавме на телевизии? Па не сме глупи, не сме малумни. Ако толку добро ни прави, сите ќе си го сакаме. Што ни треба толку да се рекламира? Па зарем ни е потребно толку намештај, толку споменици и така натаму? Зарем уште не се насети тоа што он го направи како зулум и како споменици на неговата глупост, уште ли има намера да ни ги остава? И тогаш не можеше да издржи.
Никола Груевски го знаевме точно како ќе постапи. Дека тој е како наркоман. Кога нема да шмркне, не може у состојба и да убие само да дојде до дрога. Кога него ќе му ги блокираш парите, у состојба и да убие само да дојде до пари. И затоа го направи тоа во парламентот. Во состојба беше ако треба да ги убие парламентарниците, членовите на парламентот, само да дојде до пари, за да може натаму тој да живее, натаму да се чалами, натаму да ги троши овие народни пари и натаму да се прави дека тоа е што во ствари и не е. Почитувани пријатели, рече дека е плачко господинот Ангелов, но и лажго над лажговците. Еве ќе ви кажам, во насмешно интервју што го правеше со не знам кои си интелектуалци тамо, господинот Кире Наумов му вели што ги броиш за обиколницата и браната Света Петка, тие се од претходната власт. Абе вика, не се само еден месец пред тоа беше почната браната Света Петка. Еве, господине лажго над лажговците, да ти кажам, на 4 јануари 2004 година премиерот Бранко Црвенковски, министерот за економија Стефче Акимовски става камен темелник на браната Света Петка. Веќе беше изграден патот до браната на тој тежок терен кој чинеше 10 милиона евра. До 2006 ја направивме инката и одводниот канал и почнавме да го градиме телото на браната. Цели 7 години не си во состојба да изградиш таа брана и уште лажеш дека ти цела брана си изградил. Истото се случува и со аутопатот, односно со обиколницата околу Скопје. Целата финансиска конструкција, сите средства обезбедени, тендер, избран изведувач, се е тоа од Социјалдемократскиот сојуз. Истото е со музеот на Холокаустот. Ние од буџетот издвоивме 3,7 милиони евро да се гради Холокаустот. Тој е мераклија само да исече одредени, да исече ленти и да се направи дека се тој направил само на овој народ да му создава привид дека тој е градител, дека тој прави и дека никој ништо пред него не направил. Јас сакам од овде да му порачам дека државата Никола со лопата не се прави. Државата премиерот ја прави со политика. Лопатата знаеме да ја држиме и ние градоначалниците. Тоа е пред се наша работа. Но, почитувани пријатели, тој 24 декември многумина го вела црн декември. Црн, меѓутоа, моето мислење е дека тој е светл датум во нашата историја. Ни осветли на сите. Сите конечно сватија за каква власт станува збор во Република Македонија. На сите ни стана јасно дека тој не сака воопшто да постои демократија во Република Македонија. Воопшто не сака да има диалог, дека тој е спремен со сила, ако не ќе некој милум, тогаш со силум да ги спроведе своите политики. Им стана јасно и на новинарите дека тој нив им треба само толку колку што им треба. И кога сите ќе бидат негови, да си знаат дека ќе има новинари што ќе бидат многу повеќе негови и овие другите нема да му требаат. Прв пат кога не им требаше, тој ги свали надвор. И уште една многу битна работа за нас. Сакам да му порачам дека до 11 часот тамо пред парламентот беше повеќе од нас на број. Све што можеше од администрација извади. Дури во градинките останаа, како што тој ги вика, комуњарките да ги чуваат децата, и од градинките негователките ги извадува пред собрание. Не може да му издржат и си отидоа. После 11 часот опозицијата веќе беше повеќе од него. И да не мисли дека има поддршка, како што тој си замислил во неговата глава. Народот му ја смалува поддршката. Токму е ова доказ, ова енергија што вечера има во Крива Паланка, во останатите градови, во Скопје, дека народот не му дава поддршка на Никола Груевски во неговите налудничеви идеи, во неговите антидемократски методи кои што ги применува врз собствените граѓани. Почитувани граѓани, ние не можеме да се сложиме со ова што се случува во Република Македонија. Не можеме повеќе да ги толерираме неговите флоскули пласирани преку неговите лажовизии. Ката ден ни кажува како се зголемила вработеноста, паднала на невработеноста. Еднаш неки да каже колку е долго што овие деца наши сега што искачат од гимназиите ќе треба да го плакаат.
Секој ден кажува, зборува за вработеност, а јас ќе ви кажам вака, зашто секогаш зборувам со силата на аргументите. Охрис, 2006 година, имаше 1860 вработени, денес има 700. Кога го затворија Јорго нема земено 3 плати, денес 18 плати нема. Тоа е владењето на Никола Груевски. Емо Охрид, имаше 3700 работници, сега има само 1500 работници и еве Емо е пред затварање. Тутунски комбинат имаше 2000 работници, сега има 900. Градит имаше 1700, сега има 100 вработени. Бетон веќе за 500 вработени ги намали својата организација. Нема фирма во Македонија која што не го смали бројот на своите вработени, а тој само ни кажува како невработеноста му се намалила, а бројот на работниците се зголемила. Тоа е само во неговите потемкини села што тој си ги замислува. Почитувани граѓани, доаѓа март, време кога треба да се носат одлуки, но одлуки за локални проблеми. Бидете убедени дека ако зборуваме за коцките, за тротоарите, за парковите, за канализациите, за улици, за осветлување, за дечните игралишта, што е Меси, Роналдо, Вейн Руни во фудбалот, тоа сме јас, Аце Циц и Исаев за нивните градоначалници. Подобри за таа работа нема од нас. Иако сме опозиција, иако не толчат, иако не блокираат, пак сме вие најдобрите. Но ова не е време кога треба да зборуваме за коцки и тротоари и за улици. Ова е време кога Македонија сериозно треба да одлучи кој пат ќе го фати. Ние не можеме како граѓани да се сложиме натаму, да имаме еднопартиска полиција, да имаме еднопартиско обвинителство, да имаме еднопартиски истражни органи, да имаме еднопартиски основни апелациони врховни судови, да имаме и Републички судски совет еднопартиски, да имаме еднопартиски медиуми, да немаме демократија, да е суспендиран уставот, затоа што уставот вели дека Република Македонија е парламентарна држава. Тој денеска го суспендира уставот и тоа е тој што направи државен удар во парламентот, бркајќи ги пратениците од опозицијата надвор од парламентот. Ние немаме насила да влеземе во парламентот, ниту во владата како што тој кажува и како што тој се спремаше. Ние немаме насила да го бутнеме него. Немаме намера. Ние него ќе го поразиме на избори. И не ли е толку силен како што му кажуваат неговите другари од Ири? Не ли бил дупло појак од нас? Па ако е дупло појак, што не искочи на избори? Да го видиме и на локални и на парламентарни избори заедно. Ние него ќе му кажеме каде му е местото на избори, а не со насилие. Но, во исто време, сакаме да му кажеме дека ние догорено под ногти, дека неговиот терор повеќе нема да го трпиме. Нема да му дозволиме нити нашето членство, нити нашите симпатизери, нити овој народ повеќе да го тероризира. Дека ќе му пружиме отпор и тоа во секаква форма. Дека повеќе со нас играчка нема. Дека македонците се тие кои што трпат, но трпат до одредено време. И затоа, нека си го стави прстот на главата, затоа што од оваа ситуација во кој што тој сам не внесе со неговите брутални методи, со неговото брутално однесување, со неговиот терор што ни го наметнува и со стравот во коски што го набива на секој граѓанин, повеќе не може да издржиме. Ево овие 1000 луѓе овде вечерва кажуваат не, ние не се плашиме. Ние јавно сакаме да ти го покажеме своето лице, дека не ти се плашиме и дека се повеќе ќе бидеме секоја вечер.